Јас се надевам дека се уште сте на оваа фреквенција, на фреквенцијата на вашата Алфа телевизија и како што ви најавив, следува еден навистина убав и корисен разговор овде во студиото. Ке зборуваме за цвеќињата, за убави и уникатни декорации кои што може да ги набавите за овој период што следува, за денот на влюбените, за Свети Трифун, за 8 март кој што ни е веќе следниот месец. Додека јас разговарав со вас, мојата гостинка и колегите овде во студиото беа задолжени за оваа преубава декорација овде на нашето студио, на нашата масичка. А нашата гостинка ова утро е Катерина Прокоповска, собственик на цвеќара Бела Роса, Flower и Gift Shop. Катерина, добро утро. Ви благодарам што макар рано наутро бевте вредна, пристигнавте овде кај нас и донесовте навистина преубави цветни аранжмани овде. Мириса убаво, гледачите не може да почувствуваат, ама јас уште кога седев тамо на тој дел, на тоа столче тамо, почувствував убава цветна миризба, ова се сите свежи цветиња. Вие веќе некои 15 на години работите со цвеќињата, секојдневно во вашата цвеќара. Сакам да ве прашам како започнува вашата цветна приказна? Од каде љубовта кон цвеќињата? Да речеме од малечка, нели, креативноста моја и склоноста кон уметноста првично. Зборувам за цртањето. Некако тоа направи некоја спојка откако се најдов во една прекрасна цвеќара каде што работев. И таму се, да речам, се прошири мојата љубов кон цветињата и секако спојот со уметничката душа што постои, што си ја имам во мене. И така, започна таа баш љубов кон цветињата и одржувањето нивно, чувањето, најпрво сакањето. Да. Еве, јас ги гледам сега на другиот телевизор овде, оние преубави фотографии кои што навистина не можев да се одлучам од која поубави. Навистина преубави цветни аранжмани, ќе ги видат и гледачите наскоро. Сега сакам да ве прашам од каде ви доаѓа инспирацијата? Како ги изработувате аранжманите? Дали тоа е по желба на клиентот или ваша препорака или можеби некоја комбинација? Па вака, најпрво нормално мора да имаме секогаш спремни аранжмани во цвеќарата за да се видат. И првично е мој момент инспирација природата. Значи природата секогаш секаде ме инспирира, незините природни, да речам, спектари на бои, што ги има премногу. И најпрво од таму почнува мојата инспирација за аранжманите. И секако нормално желбата и вкусот на муштеријата, да, што треба баш да се процени добро, пред да се започне. Одат веќе фотографии на екранот, ете може и вие да ги видите. Ова е, предпоставувам, за дипломска, така мене барем ми личи. Отидоа веќе и неколку аранжмани со мечиња. Тие мечињата се мислам дека сега актуелни за денот на влюбените, така? И за денот на влюбените секако, па дури и за роденденските прослави. Значи баш почнуваат да бидат интересни и за помладите, исто ги сакаат. И за како подароци, за крштевки, украсување на свеќи, исто и украсување на крштевки. Баш се мечињата доста актуелни. Доста актуелни. Секако во комбинација со цвеќето. Да. Она што е сега, што ни престои, нели, во петок, ќе кажеме дека е денот на влюбените, ама некои можеби ќе кажат, па чекајте сега, тоа е можеби празник, нели, на католички повеќе, Валентиново или Свети Валентин. Кај нас се прославуваат два празници, и Свети Валентин и Свети Трифун. Одат убави аранжмани, убави комбинации и со вино, нели, каде што има вино и мече и цвеќе. Што е она што најмногу се бара за овој празник? За Валентинот... За две во едно, два празници во еден ден. Така, значи најпрво секако црвената роза е основното нешто што изразува топлина, љубов на прво место. Меѓутоа јас секогаш сакам да вметнам, да ги вметнам секако и останатите цветиња, например како црвените лаленца, црвена алстромерија, например белиот крин, па и белите рози и розевите рози, некако сите бои да бидат комплетно застапени, да.
И што се бара за Валентин немногу? Кажавте ова се, меѓутоа оди во комбинација, предпоставам, со вино, со мече, значи така? црвените рози во комбинација со мече најповеќе, секако. Ни предстои уште виното. еден голем празник, тоа е празникот на жената 8 март. Она што најмногу се подарува за 8 март, некако по дефолт е цвеќето. Така. Јас мислам дека не треба само за 8 март да има жената само тогаш внимание. И не треба само тогаш цвеќе да се подарува, баш напротив. Меѓутоа, еве, што се подарува тогаш најмногу? Дали режано, дали саксиско цвеќе? Овдека во студиото имаме комбинација и од режано, и од саксиско. Точно. И некои декорации донесени. Да, саксиското цвеќе сепак најповеќе се одбира заради тоа што време траењето нели си трае повеќе и останува подолго. Меѓутоа секако букетите и аранжманите се нешто што во моментот прават експлозија на емоции многу повеќе, мислам дека. Али секако саксиското, например, цветно најповеќе, како орхидеите, нели, антуриумот е преубав цвет кој што има форма на срце. Ова овде што ни го донесовте во саксија, тоа како... Ова е лаленце. А до него е зумбул. Така. Тоа е саксиско, така? Саксиско, да. Тие секако, нели, навестуваме и пролета со 8 март. И така, доаѓањето на пролета ни е нешто свежо, весело, цветно, сите сме некако баш повесели, поведри. Убава енергија некако вака ми донесовте овде во студиото со сите овие цвеќиња, со сите овие преубави бои. Верувам дека успеваме и на гледачите да им го пренесеме сето ова, цела оваа убава енергија. Што е она што сега е актуелно околу декорациите на цвеќињата? Секогаш има нешто ново? Има, секогаш. Гледам тука има и како во целофан, ова исто предпоставам дека е например новите хартии кои што се шаблони готови и се обложуваат со материјали, каде што оди нормално во внатрешноста сунѓер кој што е потопен во вода и тука веќе се оформува и се прави аранжманот. Најповеќе со розите, пак ќе кажам, меѓутоа може со секој тип на цвеќе, дури само со мечиња, нели да биде целиот букет. Други некои новитети се и вечните рози. Тоа се овие овде? Да, овие овде. И тие имаат исто посебен начин на декорација во тие стаклени звона. Зошто се викаат вечни рози? Вечни, вештачки се или? Природни, балсамирани, тоа е процес балсамирање или препарирање на самата роза, која што ја задржува и својата основна боја, меѓутоа и се додава боја за да бидат повпечатливи, затоа што има баш и впечатлива циклама боја, има лилакова, жолта, баш буквално сите бои. Дури ги обојуваат латиците една по една да имаат повеќе баш онака бои, како виножито. Сега вие донесовте овде и некои, да кажам, реквизити. Така. Тоа е она што вам ви е потребно за да изработите еден аранжман. Се договоривме дека нешто може би малку ке доработите, немаме време се. Има машна, ножички, јас како што гледам. Така. Може малку да ни помогнете стручно да не погрешам? Може, да, ножичките, овие се тие како кастралки што ги велам јас за кастрање на розите, дршките. Овде имам една вака нова ташничка, која што, да речеме, е доста актуелна, заради тоа што и пеперутките се доста... Букетите со пеперутка ми се омилени во периодов. Пеперутка ми е нешто најомилено. И сега се овие како најнови, во нив се положува, да речам, цвеќето. Например, еве, овде спрема боите, јас одбирам да бидат тоа розевите рози, цикламата, тоест. И буквално се стават како букетот, овде се врзуваат со машничка и овде на самата рачка исто доаѓа машничка нормално во розева боја, како што треба да си одговара. Може и да направам. Да, може ако може да, мислам дека розевите, внимавајте само, добро, може да стане. Вака. Да, може да видиме, мислам дека вас нема да ви пречи, можда ќе мора малку доле да ја спустите вазата, така, за да сепак не смета на кадрот. Ако не ви пречи да си разговараме додека ова го работите, ќе биде баш убаво.
бидејќи ете така и се договоривме да видиме како изгледа еден подготовка на еден аранжман во живо, нешто што е сега актуелно, овие баш. ташнички Да. во облик на пеперутка. Пеперутка. Навистина многу убаво. И може ли да ни кажете, Катерина, малку мали тајни околу тоа како да се чуваат, како да ни потраат подолго ова режано цвеќе се вика, нели? Цвеќе, да. Ова свежо цвеќе во домашни услови, бидејќи повеќе од 7 дена некако тешко, дека барем мене не ми успева повеќе од 7 дена, нека да грешам сигурно. Да, секако дома ни е малку потопло и, например, секаде дома секогаш температурата некогаш не е иста. Кај нас во цвеќарата, да речеме, имаме одредена температура која што е баш цело време иста. И лете и зима. Да, кај нас малку е студено, малку е. И заради тоа првично е малку потешко во домашни услови да се, нели, сочува цвеќето како што е кај нас, меѓутоа основното правило е најпрво цвеќето пред да се стави во вода, да се засече барем сантим и пол, и тоа накосо со ножички, кастралки јас што ги користам. И точно пред да се стават во вода. Водата, секако и вазната е на второ место битна, величината на вазната, барем да е од половина на самата рачка на било кое цвеќе, барем да е од половина повисока. И секако полнењето на вода, да е со ладна вода, и одржувањето на водата да е ладна. Потребно е да се Потребно е да се менува и секако листовите треба да се исчистат за да не стојат во вода, заради тоа што листовите скапуваат во вода и секако ја губат силата на цвеќето за да прима убаво водичка. Знаете што сум слушнала? Сум слушнала дека некои ставаат малку шекерче во водата. Тоа е во ред или не? Па, тоа е некое старо правило, како и она порано бабите наши користеле квасец за да се, нели, пораснати да цветаат поубаво цветињата. Има нешто и во тоа, меѓутоа ние како цвеќари не користиме. Значи основното е менување на вода секој, ајде, не мора секој ден, меѓутоа секој втор ден, миење на вазната и подкаструвањето на цветињата, на дршките, така, на дршките. Тоа се некои мали трикови за да траат малку повеќе од 7-8, да кажеме, дена. Сега, она што би сакала да ве прашаме и за саксиското цвеќе. Еве ова зумбулче овде што го донесовте, тоа, например, како се одржува или еве вака некои тајни, некои трикови околу саксиско цвеќе, одржување, ама во домашни услови. Така. Значи, во глобала саксиските цвеќиња сакаат исто умерена собна температура нормална и најповеќе индиректното светло им одговара на сите. Дури и на оние што се цветните, да речеме, меѓутоа цветните сепак имаат потреба да дел од денот, барем неколку часа, 3 до 4 часа, да имаат и сонце, за да ја добијат таа сила за цветање. Тоа е моментот на одржување на цветињата и секако умереното полевање на истите. Ете тоа, да. Тоа е најбитно. Секое саксиско цвеќе си има, предпоставувам, нели, начин како да се одгледува, колку вода да се стави. Еднаш неделно е за цветињата што се со цвет, најдобро да се полева вода, така? Да се полева, да. Два пати неделно е за цветињата што сакаат помалку вода, како што се кактусите, сукулентите, сансевериите, замиите, тој тип на цветиња. Сега, она што е покрај зумбулот, што ја навестува пролета, оние цвеќиња кои што ни ја навестуваат пролета се кокичињата, мимозите и холандските лалиња. Така. Имаме, мислам дека тука холандски лалиња. Не знам, по мене најубавата боја на холандско лаленце, меѓутоа има... Ова доаѓа како некоја бордо вино. Така, вино боја, темна бордо боја. Боичка, да. Кажете ми сега тие колку се актуелни, колку се бараат сега? Секако многу. Секако многу. Јас секогаш гледам да ги донесам. Ова изгледа на вистина. Преубаво, не знам колку може да се види, ама да, сега ќе се сврти на другата страна, само да ја ставам уште маштичката на рачката. Има уште работа. Кажете ми, мимозите.
Тие се исто така спаѓаат во режани цвеќиња, нели? И овие холандски лалиња, тие се во саксија. Во саксија, меѓутоа и како режани цвеќиња веќе ги имам и ги имаме сите во цвеќарите. Секако и зумбулот се добива како режано цвеќе, не само во саксија, и тоа е преубав како букет за за во вазничка за дома, меѓутоа и вака во саксија. Колку траат холандските лалиња и зумбулот вака во саксија, значи може да бидат па и месец дена во цвет. Сега овој период они се порано донесени, да речеме, расцветани, и дома кога ќе продолжиме да си ги чуваме, тие ќе цветат уште еднашка таму негде во мај, и секако луковиците остануваат и за следната година. Навистина? Да. Ако се чуваат правилно по препорака, така? Или надвор? Надвор. Буквално ставено и на дворешни услови, си е сосема во ред, лалето ќе се разбуди точно на пролет. Само. Си го знае времето. Да. Верувајте, Катерина, ова може јас да го видам вака, ова вакво нешто, навистина јас немам видено. Еве вака ќе го покажам овде на оваа камера, убаво да се види. Еве гледајте колку убаво изгледа ова како торбичка со машна, вака ќе го свртам од оваа страна, убаво да се види и машничката. Да. Еве вака. И изгледа навистина прекрасно, ова е нешто ново за мене. Вака се, нели? Е нешто најново. Најново, ето, ова е еден најнов тренд кој што ни го презентира нашата гостинка Катерина. Навистина изгледа убаво. Еве вака со пеперутка и рози. Ќе ги ставиме сега овде. Се надевам дека нема да се уништат како што. Сега сакам да ве прашам, видов колку време ви е потребно за ова? Некои 4 до 5 минутки, да. А овие други аранжмани колку временски ви... Па временски, например, овој тип на аранжмани одземува некои 10 до 15 на минути. Основен букет, барем јас, можам и за 5 минути да го направам. Нели тоа секако се зависи... После 15 години веќе искуството, да. Меѓутоа, има и некои специфични букети кои што имаат некој редослед на редење во круг, спирално, нели, да има некоја вид на форма. И тогаш тие одзимаат повеќе време. Покрај тоа што правите букети од цвеќиња, рековме правите и декорации, украсни декорации. Сега за сите љубители цвеќара Бела Роса Флауер и Гифт Шоп се наоѓа во Козле. Во населба Козле, во зградата на К-маркетот. Лесно е за наоѓање, затоа што е на главната улица. Така. И сега уште едно нешто што сум слушнала, вие ќе кажете дали е мит или не пред крај на разговорот, а тоа е дали подолго да трае цвеќето во домот, дали цвеќињата сакаат да слушаат музика, дали цвеќињата сакаат да им се зборува. Дали тогаш можеби подолго ќе траат или можеби ова само мит? Цвеќињата се жива природа и тие се буквално како нас луѓето. Јас секогаш така кажувам и ги советувам моите клиенти дека треба прво да го сакаш цвеќето, секако да му пееш, ама и во буквална смисла на зборот. Чувствуваат енергијата. Енергијата многу ја чувствуваат, да се допираат, да се буквално и погали цвеќето, значи тоа е момент, јас имам уште што премногу ги сакаат, премногу ги љубат и стварно ги чуваат. И баш ми е мило што љубовта кон цвеќињата е доста голема. Да. Катерина, тука ке мораме веќе да го завршуваме овој разговор, иако би останала уште некоја минутка со вас овде, бидејќи навистина преубави бои, преубав разговор, убави совети за секој од нас кој што е љубител на цвеќето, кој што сака да си чува цвеќе во домашни услови. Јас искрено го сакам многу повеќе ова режано цвеќе од саксиското. Следува период кога треба да се подаруваат цвеќиња и еве еден апел да не се подаруваат само кога е роден ден, секако да не се подаруваат само кога е 8 март. Ете така, туку секогаш бидејќи цвеќето ни дава некоја убава енергија и ни го разубавува просторот во кој што сме. Секако и секогаш. Ви благодарам на поканата и еве јас ве поканувам некогаш можеби директно во цвеќарата да видите и други аранжмани како се прават. Да. Ви благодарам многу за гостувањето. Сега ќе ве ослободиме да се вратите на вашето работно место, таму каде што е меѓу цвеќињата, имате убава атмосфера работна.